Драги гледачи, наш гостин во ова издание на емисијата Инфорегион е Игор Трпчевски, актер во Народниот театар Војдан Чернодрински во Прилеп, со кој што ќе поразговараме околу театарската уметност, како таа функционираше за време на пандемијата и кои се ините планови за оваа уметност, односно како таа би функционирала понатаму. Трпчевски, пред се добро дојдовте во издание на Инфорегион. Добро ве најдов и со големо задоволство сум присутен овдека, се надевам дека нашава соработка ќе продолжи. Да, како што ја најавив оваа емисија, ќе зборуваме околу театарската уметност, како таа функционираше за време на пандемијата. Знаеме дека COVID-19 погоди многу сектори, но еден од најпогодените беше токму културата. Се согласувам со вас, во една друга прилика уште на почетокот на пандемијата ми се јавија за одредено интервју, кое за наслов го имало баш пандемијата и театарот. Па реков на таа тема јас немам што воопшто да кажам, затоа што пандемијата буквално го уништи театарот. Ние година и пол малтене не застанавме на сцена, се обидовме со 2-3 проекти кои што за жал се изиграа релативно малку во Центарот за култура, еден на Чин 4 сцена 5, еден на театарска работилница и еден на продуцентот Центарот за култура Марко Цепенков. И се надевам дека еве сега ќе се отворат, мислам, се уште работиме под протоколи, но верувам дека за скоро ќе можеме да ја наполниме салата и да профункционираме онака како што треба. Пред неколку денови, токму вие бевте режисер на една представите која што на еден начин, така да кажеме, го скрши мразот за време на оваа пандемија. Тука кај мене, еве, да видат гледачите, го имам и постерот на таа представа. Насловена Мендо и Мајло, една дуо драма, каде што играат нашите познати Пепио и Јашата, односно Трајче Ивановски и Андон Јовановски. Да. Зашто станува збор во оваа представа? Па станува збор за седмата независна и алтернативна продукција на театарска работилница. Претходната ми беше Лидија или се што знам за жените, монодрама според романот на Тихомир Јанчовски. Ова е текст на наша прилепчанка Миријанка Ристевска Селчана, сите добро ја познаваме, таа има многу романи, збирки поезија и моно и дуо драмски текстови, веќе издадени повеќето од нив, некои сработени од многу познати актери од Македонија, како Мите Грозданов, Сабина Ајрула и други, да не ги набројувам сите. Мене ми беше понудена уште пред повеќе од 10 години, но тогаш морам да признам не со вистинско внимание го исчитав текстот и не, можеби не ја согледав актуелноста на времето. А денеска навистина е актуелно да се зборува за двајца повозрасни луѓе, ром и македонец, кои се сретнуваат за прв пат во притворското одделение во затворот во Шутка и тука си ги отвараат своите животни социјални приказни и се приближуваат еден кон друг како вистински луѓе, без разлика колкави и какви се предрасудите кои еден за друг ги имаат. Како што кажаме, после полу период, ова е представа која што се игра пред публика во затворен простор во Прилеп, откако почна пандемијата. Како се подготвувавте за оваа представа? Дали имаше некои посебни протоколи? Како помеѓу себе актерите се пазеа на еден начин, да кажем? Па добро, ова е дуодрамски текст каде само тие двајцата се на сцена. Има моменти кога треба да се блиску по текстот. Јас да се заблагодарам најнапред на актерите кои што навистина безрезервно се вложија во работата на овој проект и веројатно имаше влијание и тоа што подолго време не работевме. И воопшто сите ја чувствуваме таа потреба, особено кога се случува некогаш подолго време да немаш представа или да немаш активност, наеднаш се почувствуваш како спортист кој што му забраниле да тренира или пианист кој што нема простор да вежба или нема пијано. И тогаш прстите почнуваш и на што се вика и на тастатура да свириш или на маса. Така и секоја уметност си бара кондиција и бара континуитет во работата. Ние после се изиграа во Центарот за култура, нели беше представата Галебот на Чин 4 сцена 5, уште на почетокот на пандемијата, исто независна продукција. Потоа на Центарот за култура беше Каменот, с која се изведе 2 пати и која беше баш во да речем, суровиот период на пандемијата. Да, тоа беше некаде месец ноември, кога беше еден најаките бранови на пандемијата. Баш. И тие беа повеќе актери константно на сцена, но заради протоколите кои се разбира ги почитуваа, фала му на Бога, немаше ниту еден заразен од екипата, нити пак понатаму, да речем, во изведбите. Но за жал пак заради суспектни случаи се направија големи паузи, има повторно неколку месеци пауза представата. Се надеваме дека наскоро ќе се врати на репертоар. Инаку ние ги почитувавме сите препораки од Министерството за култура.
Тоа е носење на маски, редовна дезинфекција на просторот и на рацете. Се разбира, некои од колегите редовно носеа заштитна маска, некои по две, зависно од самочувствието на актерот и од тоа каков е човекот, но фала му на Бога, исто така еве веќе 4 изведби имавме на представата, зборам и за предпремиерите кои беа делимично со помалку публика и премиерата, и за сега немаме никакви позитивни резултати кои во овие случаи би биле негативни. Но се надевам дека за скоро ќе можеме да заборавиме оваа пандемија, веќе голем дел има вакцинирани кои се заинтересирани за вакцинирање, а некои од помладите колеги веќе се на листа или некои веќе се вакцинирани, па да видиме што ќе види, не знам. Јас не сум во тие се уште. Што работевте целиот овој изминат период како актери? Како се чувствувавте кога не можеш да застанеш на штиците што живот значат, ајде да кажеме така? Па навистина неблагодарно е чувството да се чувствуваш, како се вика, без вина виновен на некој начин. Сите кога ќе не сретнете и како сте да одите на работа, не одиме на работа. Земате плата? Првото прашање е, фала Богу што земавме плата. Ако не земавме плата, како ќе преживеевме? Јас вработен во моето семејство, 5-члено семејство, без таа плата навистина нема да можеме да преживееме на некој начин. Некој очекуваше дека не работите представи, па не треба ни плата да земате како? Па се разбира дека кај луѓето постои таа скепса или неодобрување на. Видете, и јас не се чувствував пријатно исто така, и верувам и сите колеги, се чувствуваш некорисен за општеството. Тоа и кога работиме, виси над нас прашањето колку има потреба градот или државата од култура. За мене одговорот е совршено јасен дека потребата е насушна и неопходна во секое општество и за сечија држава, но во некој случај кога екзистенцијата е на преден план, кога луѓето се борат за живот или, не дај Боже, да платат приватни сметки во овие енормни високи приватни здравствени установи за да преживеат, тогаш сигурно не му е дојдено до театар и до нашите размислувања за културата и за животот воопшто од еден уметнички аспект. Да, на друга страна тешко на таа држава што ја нема театарската уметност. Се согласувам потполно, меѓутоа нашето чувство навистина не беше пријатно дека толку долго време да не одиграш представа или да не се чувствуваш корисен на некој начин во општеството, може да делува погубно на психата на секој уметник. Како што кажеме, полека се крши мразот. Мендо и Мајло е првата таа представа. Дали веќе се подготвува некоја друга премиера на театар? Да, на голема радост, веќе започна и официјалната продукција на Центарот за култура Театар Војдан Чернодрински прилеп. Тоа е представата Светулки од Тена Штивичич, една хрватка која е релативно светски познат автор. Таа живее и работи во Лондон и незините текстови се многу преведувани и поставувани ширум Европа и светот. За прв пат ќе ја работиме во Прилеп. Режисерка е Драгана Милошевска Попова и ние прв пат соработуваме со неа. До сега ги имавме само читачките проби и почетна анализа на текстот. Јас сум многу среќен затоа што, знаеш, кога работиш со нови луѓе, секогаш имаш како една нова љубов да се почнува. Кај на секоја представа и секоја една улога ти е како една нова љубов или нова авантура во животот. Се надевам и верувам дека ќе испадне добар проект, затоа што текстот навистина дава огромни можности и е многу актуелен и за тука и воопшто. Дали може да се открие за што станува збор? Па, во кратки црти сега, јас не знам колку е пригодно да зборувам за тоа, но во кратки црти станува збор за еден аеродром кој што заради невремето има привремен застој и тука се отвараат судбините на повеќе парови или различни карактери. Значи имаме чистачки, имаме 2 стюардеси, имаме една управничка на обезбедувањето, имаме еден шанкер, имаме 2 пара, од кои еден сум и јас, кои се среќава на тој аеродром со својата бивша голема љубов, со која не се виделе 20 години и кога се разделиле не си расчистиле на вистински начин со работите и сега имаат што многу да си кажат. Ете, тоа би било едно. Кој жанр е представата? Па, видете, тоа е социјална драма, пак би рекол, или животна драма. Меѓутоа, режисерката на неколку пати спомна дека сака да ја работи во жанрот на комедија.
затоа што многу ситуации во животот кога, како да кажам, кога се чувствуваме најдраматично, всушност делуваат абсурдни состојбите и затоа се многу смешни. Во тој контекст има многу смешни ситуации во оваа представа. Јас не можам да тврдам како ќе испадне, кој ќе биде резултатот кој се надзира и делува многу, да речем, современо, урбано. За кога се очекува премиерата? За сега, за крајот на јуни месец, точен датум се нема одредено, се надеваме дека секој оди во најдобар можен ред и дека до крајот на месец јуни ќе имаме премиерата. А колку од ансамблот играте актери? Па, скоро целиот ансамбл, мислам дека само 4 или 5 актери не учествуваат од повозрастниот дел на екипата во представата. 14-15 актери брои ансамблот кој учествува. Дали сега после како што се намалуваат бројките на пандемијата, добивте протоколи како да се одвиваат пробите? Протоколите се исти како и на почетокот на пандемијата и ние се придржуваме кон нив. Еве овие читачки проби, на пример со Драгана, сите ги изведувавме на отворено во дворот, да речем, пред театарот Војдан Чернодрински. И се надеваме дека нема да има Мислам, режисерката беше предпазлива заради тоа што поголема екипа од 15, па и со драматурзите и другите присутни инспициент, режисери, до 20 души во една просторија е можеби преголем ризик и без разлика на паѓањето на бројките, затоа што пак сега би ни значило секоја пауза би ја одложила премиерата и мораме да се заштитиме максимално колку што можеме. Колку премиери оваа година имате одобрено како театар од страна на Министерството за култура? 3 премиери се одобрени официјално во програмата на Центарот за култура Марко Цепенков, театар Војдан Чернодрински. Колку и да абсурдно звучи, јас секогаш се трудам да го изговорам целиот наслов на институцијата и покрај што театар Војдан Чернодрински никаде не фигурира како постоечка институција и тоа е една борба која што еве над 15 години се обидуваме да ја извојуваме, која што сметам дека неправедно му се случи не само на театарот во Прилеп, на театарот Војдан Чернодрински, туку и на другите театри ширум Македонија, кои на некој начин потпаднаа под центрите за култура и станаа како секција при центрите за култура. Да, тоа беше едно од моите наредни прашања за кои што сакав да поразговарам, но кога веќе го спомнавте тука, често пати го употребувате баш овој термин, секција при Центарот за култура Марко Цепенков. Кои се бенефитите, кои се предностите, односно што ги добива и што ги губи театарот како еден правен субјект кој што сега не постои сам за себе, него е во склоп на Домот за култура? Па еве, например, сега да дадам пример описен, така да кажем. Ако ти живееш во своја собствена куќа и само одлучуваш како ги плаќаш сметките и на што ќе дадеш приоритет во твојот дом, тогаш си ти вистински собственик или вистински домајкин на тој дом. А ако ти живееш во куќата, да речеме, на твоите родители и тие одлучуваат за сметките и за дали ќе се реновира нешто и дали треба да варосуваш или не и така натаму, тогаш не можеш да се чувствуваш како домајкин на својот дом, туку како подстанар. Ете така и јас се чувствувам. Например, театарот имаше независност и имаше бренд. Затоа името Војдан Чернодрински го споменувам редовно во секоја прилика, затоа што јас кога се споија Центарот за култура и театарот, бев се уште председател на синдикалната организација при Народниот театар Војдан Чернодрински и долго се борев да се зачува тоа име, па макар и само во синдикатот, што сега па и се случи со тоа што веќе институцијата не постои, пошто сега имаме синдикат кој се вика Војдан Чернодрински, но немаме институција. Театарот ја изгуби, како да кажем, независноста. Значи, за секоја една одлука што треба да се донесе во театарот, треба амин од генералниот директор на институцијата Центар за култура. Еве гледате, например, во Струмица што му се случува на Центарот за култура, каде на чело дојде еден физкултурец. Меѓу другото, јас имам завршено средно физкултурно училиште и мислев да се запишувам на ДИВ. Било судбина да не испадне така, па да се запишам на Дрански. Немам ништо против образованието физкултурно, меѓутоа тие познавања немаат никаква врска со познавањето и организацијата на театарот. Значи, тука станува збор за еден сплет на уметности, каде сите сектори имаат вистинска и голема вредност и организацијата е главниот момент и поврзувањето, да не речам, вклучувањето на сите сегменти во една целина. Затоа што представата е склоп на литература, уметност, сликарска, вајарска,
телевизиска, може и видеото да се користи сега во современите, се користат и микрофоните, и видео ефектите, па и 3D ефектите, или како се нарекуваат овие дигитални 3D мапинг во се користи доста во театарот, па потоа иди актерската игра, кореографијата, музиката, светлото, сето се ова сектори кои навистина се треба да бидат дел од уметноста. Зошто пред 15 години, како што кажавте, државата направи таква една симбиоза помеѓу театрите и центрите за култура? Не сакаше да заштеди пари, кај не сакаше да нешто такво стане во збор, или пак имаше некоја друга идеја? Не знам, не можем да знам. Тогаш лично го имав поставено прашањето до тогашниот министер за култура, Баге Стефановски, и еден од најпознатите директори на Националниот театар, Битолски театар. Одговорот не ни беше даден, мора да се каже. Беше кажено дека тоа е одлука на владата и дека мора да се спроведи. Некои од независните аналитичари говореа дека тоа е синдромот на Титаник, дека сакаат да ги укрупнат, да речем, институциите за полесно да можат да ги потонат. Што на некој начин и не се покажа така неверојатно како што тогаш се мислеше. Меѓутоа, секој говореше од своја гледна точка. Например, во театарот во тоа време ни велеа само да влеземе во Цепенков, ние ќе добијаме една поголема сцена, ќе добијаме многу повеќе простор, немаме простор кај да ги чуваме сценографиите, немаме вистински фундус за костимите, еден куп елементи кои што и до денеска не достигаат во театарот, кој што е, да речем, посебен простор, а не е независна институција. А од друга страна, за сите работи или проекти мора да бараме амин од генералниот директор и од управниот одбор на Центарот за култура, кој некогаш нема доволно слух за проблемите кои ги има театарот. Се сменија многу влади, се сменија многу министри за култура, проблемот остана, односно државата останува глува на вашите барања, еве 15 години. Зошто? Да, видете, лесно се прават, како да кажем, промени, а тешко тие промени после се променуваат или се иде до вистинскиот резултат. Значи тоа за брзо време беше донесена одлука и за брзо време беше спроведена таа одлука, за која што сите мислеа дека ќе донеси бенефит на театрите или на центрите за култура. Според мене мислам дека најголем проблем беше дека тогаш имаше двојна администрација. Значи ние влеговме две институции во една. И сега се појавија двојни благајници, двојни секретари, двојни директори и еден куп други функции кои што ги имаше и во едната и во другата администрација. За со време, со годините тие да станат да се, нели, некој заминае во пензија, некој отидоа на други работни места, сега имаме една администрација, меѓутоа имаме потреба од институција и од независност, од независен театар. И тоа со години се зборува и имаме поддршка од сите можни страни, меѓутоа е потешко да се спроведи. Не е само една одлука која што, нели, ајде, еве, ви дозволуваме, па да се одвоиме. Тоа е систем кој што треба, и веројатно Законот за култура ќе биде вклучен во тој поглед и верувам дека ќе се случи, затоа што навистина се виде дека не донесе бенефит на никој, дека повеќе донесе штета на институциите. Ги спомнавте тука пред малку условите во кои што функционирате како театар, односно објектот каде што моментално се наоѓа театарот, е навистина зграда повеќе од 100 години можеби е стара. Често пати имаме и ние како новинари пишувано голем број истории за катастрофални се условите. Значи не знам каков термин да употребам. Дали е нешто сменето во последно време на овој план, дали се направи некакви реновирање на објектот или се уште функционирате во истите услови? Па, јас од кога сум вработен во театарот од 98 година, 2 пати се реновира театарот како објект, зборувам, и на 2 пати, условно кажано, имаше пристојна сума на средства за потрошени за неговото реновирање. Меѓутоа, ако појдеме сега таму, ќе видите дека ништо особено не е сменето. Например, еден од најважните работи се гримјорните, кои кај нас немаат ни 2 квадрати. А тоа е, не знам сега, некојаш и по четворици треба да се пресоблечат во еден таков простор, немаат никаква вентилација, да не зборувам за фундусот за костими, кој што е уште со, како се вика, со трска покриен, на секој дожд течи вода внатре врз костимите на представите кои што се актуелни и кои се играат. Или да не ги зборувам сега санитарните јазли, одводот, доводот или тоа дека уште чучаци имаме во театар, што не верувам дека во било која институција во оваа држава, кога се изгради
нели овој златниот театар, така да го наречам, македонскиот народен театар или старо новиот театар со толку средства кои што се потрошија по него, ние да имаме чучаци уште во национална установа, мислам дека е некакво несоодветно. Меѓутоа, мене лично не ми се проблем условите за работа, туку проблем ми е односот кон работата. И покрај тие услови, или кога условите беа и уште полоши, зборам сега за пред 20 години, театарот имаше по 7 премиери и тие се изигруваа минимално по 20 пати во годината. Тоа значи од 120 до 150 театарски изведби имаше театарот во тоа време. А актери беа преку еден ден. Па скоро преку еден ден, да. Четврток, петок, сабота, недела, секако имаше представи. Сега, за квалитетот и нивото на представите, тоа е исто дискутабилно, меѓутоа пак вреди да се спомене дека тогаш во театарот беа само 8 актери вработени, од кои само еден имаше академија. А сега имаме 17 актери, од кои поголемиот број се со завршена академија и веќе имаат долгогодишно искуство, а работиме по 3 проекти годишно, кои сите заедно не надминуваат ни 60 изведби во текот на година. За минатава година да не зборувам, пошто беше навистина невообичаена и во вакви услови никогаш не се нашол театарот. Јас верувам дека тоа ќе ни даде некако начин да погледнеме, да си погледнеме во очи и да почнеме да го користиме онака како што треба, затоа што ние постоиме за градот, за да ги играме не само за градот и за државата. Ги правиме проекти за тие да се играат и да ги видат што повеќе луѓе, што поголем број на и различна публика, а не само да се помини проектот, условно кажано да заврши приказната и као да се оправдат на некој начин средствата. А за жал некогаш и така функционира. Овие години назад често пати исполнуваш изградба на нов објект, односно нов театар во Прилеп. Дали се знае до каде е таа процедура? Па да, се знае. Еве годинава за прв пат во буџетот на Центарот за култура има одобрено 6 милиони денари. Тоа се околу 100.000 евра, средства кои треба да ја подготват целата онаа планска документација до моментот на почеток на изградба на новиот театар. Според тоа се надевам дека е веќе известно дека до таа изградба еднаш ќе се почне, ќе се дојде. Меѓутоа, еве, како што минат годините, ние се повеќе ја губиме вербата. Например, пред 10 години имавме добиено средства за да го представуваме театарот во Австралија и тогаш имаше добиена одлична сума на средства за да ни платат авионски билети, повратни, сместувања таму и сите тие нешта. Па за жал тој проект не се случи заради X причини и никој за тоа не одговараше. Така да можно и сега да се случи истото, но јас верувам дека еве скоро бев на управен одбор како пак претседател на синдикатот на театарот, каде се разговараше дека веќе треба да се направи да речем работна група која ќе ја потера оваа работа и да се најдат оние стручњаци кои што можат да ги изработат сите тие и административни, и технички, архитектонски планови, документација за да се стигне до моментот за изградба на театар. Имаш, мислам дека пред некој период едно идејно решение се појавија 2-3 фотографии. Да, се уште постои тоа решение. Не сум избран да зборувам, мислам, детално, мене визуелно ми се допадна многу, но пак имавме забелешки кога го гледавме деталниот план внатре. Например, немаше предвидено репетициона сала, што нас на актерите ни од исклучителна важност, затоа што не може сите представи цело време да се спремаат само на сцена. Сцената е еден дел. Поважниот дел од подготовките на проектот се читачките проби, анализите и точно таа репетициона сала каде нема потреба да се расфрламе ни со средства за загревање или за ладење во овој период на годината кога е жешко. Туку нели треба да се направи поубава, како да кажам, ревизија на она што е веќе направено. Архитектите, например, ги познаваат архитектонските проблеми, а не ги познаваат театарските или потребите кои ги имаат актерите на сцената или техниката, дека треба голема врата за внес и излез на сценографиите и дека треба да има пристап до улица за да може камион со голема сценографија да дојде да истовара директно внатре. Некои елементарни работи за кои што тие сигурно не обрнуваат внимание затоа што не се судриле со такви проблеми. Па да се надеваме дека ќе ви викнат и вас како
Па стручни лица кои што навистина ја познаваат потребата на театарот, кога ќе се прави тоа финално решение да си го дадете своето мислење. Да, така се зборува, ќе видиме дали тоа ќе се случи. Еве, за овие неколку реновирања за кои што зборува во театарот, никој не праша нас конкретно што ни е најважно или најпотребно, туку ги прават онака како што имаат тие одлучено или во рамките на буџетот со кој што располагаат. Кога ги разговараме сите овие прашања, која е вашата порака што сакате да упатите како актери до институциите? Па, јас можам да зборувам за мене. Не знам, мислам секој еден актер има своји пораки и ние ги праќаме нашите пораки преку делата кои ги работиме, не само вака во интервјуа, да кажам. Едно од најважните нешта според мене во театарот е односот. Односот и од театарот кон публиката и обратно, од публиката или критиката која што со години еве зборуваме дека ја нема, кон театарот и кон делата. Затоа што дека ние правиме проекти, представи, ако никој не ги анализира тие дела, ако никој не пишува за тие дела, тоа не значи дека само треба да се напише еве се случи представа, тогаш и таму играа тие и тие и беше убава или не, ми се допадна или така, туку да се прават вистински анализи. Оти ние се занимаваме со еден куп прашања и секако дека не можеме да одговориме на сите прашања во еден проект, да речем во едно дело. Меѓутоа, ни за анализата и за тоа фестивалот Војдан Чернодрински беше едно вистинско ниво во театарот во Македонија воопшто, затоа што тој е создаден токму со таа цел, да се собери најдоброто од Македонија на едно место и во период од една недела да се разговара за тие дела. Што било добро, зошто било добро, што вредело, што не вредело, што е вредно да се награди, што не е толку вредно да се награди, меѓутоа и не се само наградените представи добри. Не мора да е представата наградена да направила поместување и во уметноста и во односите кон театарот и од театарот кон публиката. За жал мислам дека времето кое што помина, односно она на старите генерации кое ние кога дојдовме како помлада генерација, сметавме дека што побргу треба да се заборави или да си замине, затоа што мислевме дека е минато, а сега сваќаме дека во нивното време односот кон театарот бил многу на повисоко ниво. И оно што е мене лично ми се има случувано како помлад, например, модерни беа искинати фармерки. И ние одевме на театар во искинати фармерки. И кога не видеа родителите, викаат, нема шанси вака да те пуштиме да одиш во театар, се оди, нели, пристоен, со фризура, дотрен. И за нас тоа беше еден заостанат или стар менталитет, дека зошто? Јас одам како човекот и ме интересира. Не одат моите фармерки или мојата гардероба во театар. И дека секој треба да се чувствува доволно слободен и во тренерки да оди во театар. Според мене тоа не би требало да представува проблем. Но проблем е односот. Оти сега, без разлика дали идат дотерани луѓето или не, во театар, односот кон театарот не му е на вистинското ниво. А особено и најмногу заради тоа што нема критика. Нема вистинско, како да кажем, аналитичко перо, кое што ќе ги следи представите на секаде низ Македонија и кое што редовно ќе објавува текстови позитивни, негативни и од секаков можен аспект, анализирајќи ги проектите и делата и евалуацијата на тие дела. Не само како излегла премиерата, туку и колку пати се изиграла, колку публика ја гледало, колку гостувања имала, колку успеси или неуспеси на тие гостувања. И така натаму. Во тој контекст, ако треба да порачам нешто на институцијата, би порачал дека најмногу би требало да се задржат на тоа да се вработат вистински, квалитетни кадри на вистинските работни места. Затоа што најмногу институциите од културата страдаат од несоодветни кадри на несоодветни места и кои остануваат таму до крајот на својата кариера. И тоа може да се смени дури следните 20 години, кога цела една генерација, условно кажано, може да појде во вода. И еве за крај на овој разговор го спомнавме театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, кој што сите го очекуваме. Минатата година, за жал, ја немавме таа можност. Да. Дали оваа година ќе се одржи? Има најава, јас се надевам дека ќе се одржи. Се зборуваше дека од 1 до 10 октомври може да биде периодот. И тоа исто така зависи не само од организацијскиот одбор на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, туку и од театрите и центрите за култура. Затоа што во период од една година немаше продукција во театрите. Односно, сакам да кажам, нема представи кои сега, ако требаше да биде сега во јуни, немаше со кои представи да се учествува немаше нова продукција.
минатата година. Јас верувам дека, пошто почнаа повеќето театри веќе да работат, освен оној во Струмица кој силно го поддржувам и се надевам дека ќе се избори за своето право, дека ќе успеат да направат представи и се разбира да дојдат во Прилеп и да ја продолжиме традицијата. Ова е втор пат во историјата на Македонскиот театарски фестивал. Еднаш во 74-та не се одржал заради немање на буџет во тоа време и минатата година е втор пат кога не се одржува фестивалот Војдан Чернодрински во Прилеп. Топчевски, ви благодарам за разговорот. Благодарам и јас на поканата и се надевам дека ќе имаме прилика и во други околности. Токму така, ова нема да биде единствената емисија за која што ќе разговараме за театарската уметност. Ви благодарам уште еднаш. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Игор Топчевски, актер во Прилепскиот театар Војдан Чернодрински.